Македонија ќе заврши годинава со економски раст од 2,6%. Ова е проекцијата на Светска банка во најновиот извештај. Во него се наведува дека растот бил придвижен од инвестициите, поддржани од изградбата на автопатишта, што не било случај во 2023 година. При тоа се подобрил и билансот на нето извозот на услуги. Светска банка анализира дека во Македонија извозот се намалил посилно од увозот, бидејќи земјата го почувствувала влијанието на пониската побарувачка на Европската Унија, особено во индустријата за автомобилски делови. Растот во 2024 година се зголеми, поддржан од услугите и изградбата на автопатишта, додека индустриското производство опадна поради падот на надворешната побарувачка за производи од синџирот на снабдување на автомобилите. Изгледите остануваат позитивни, поддржувајќи пат на сиромаштијата, но основните структурни ранливости се зголемуваат. Во извештајот се наведува дека невработеноста се намалила и дека реалните плати растат и покрај ограничувањата на продуктивноста и недостатокот на работна сила. Србија и Македонија забележале највисоко зголемување на просечната реална плата минатата година од 9%. Како дел од редовното усогласување, минималните плати во Србија и Македонија биле зголемени за 13,2%, односно 8,1% годинава. Светска банка ги поздравува напорите на Народната банка во сузбивањето на инфлацијата преку неколкукратното намалување на основната каматна стапка. Ризиците од домашните фактори кои влијаат на агрегатната побарувачка и потенцијалот за нови протекционистички мерки може да ги повторат инфлаторните притисоци. Покрај тоа, ризиците од нестабилност на пазарите на суровини остануваат изразени. Во Албанија и Македонија нето приливите на странски директни инвестиции целосно го финансираат, а во некои случаи го надминуваат надворешниот дефицит. Светска банка апелира да се консолидираат фискалните политики пред големите исплати на еврообврзницата што доспеваат од 2026 до 2028 година. Која е најсоодветната политика на одговор во вакви периоди на нестабилност? Прво, да се забрза агендата на структурни реформи е клучот да се поддржи растот и да се изгради отпорност. Второ, земјите од регионот треба внимателно да ги водат монетарната и фискалната политика. Менаџирање преку прудентни трошења и оставање на фискален простор. Ова ќе придонесе да се намалат надворешните притисоци и да се обезбеди стабилна околина за раст. Проекциите на Светска банка се дека економијата во Македонија ќе забележи економски раст од 2,7% до година и 2,8% во 2027 година. Просечниот пораст на економијата во земјите од Западен Балкан ќе изнесува 3,2% годинава според Светска банка. Главните ризици доаѓаат од глобалната трговска несигурност која негативно ќе влијае врз Западен Балкан како резултат на забавувањето на економската активност во еврозоната.